Нови 17 пријави од стари изнемоштени лица за гласање во домашни услови пристигнале во Општинската изборна комисија Штип за вториот круг председателски, а воедно и парламентарни избори на 8 мај. Ќе важат пријавите од првиот круг избори, вели председателот на ОИК Штип Виктор Вацев. Додава дека 158 стари изнемоштени лица ќе гласаат ден претходно, односно на 7 мај во домашни услови. Ново пристигнатите пријави ќе се разгледуваат по истекот на рокот за пријавување, кој е до 30 април оваа година, односно до утре на полноќ. Во тек во ОИК Штип е пријавување на лица кои што сакаат да го остварат своето гласачко право како болни и немокни лица, односно на денот пред изборите, односно на 7 мај, пред одржување на вториот круг на председателски избори и парламентарните избори. Лицата кои што имаат поднесено пријава од првиот круг за председателски избори, кои што уредно си имаат пријавено за гласање за председателски и парламентарни избори, значи тие пријави важат од првиот круг, вкупно се на СБА 161 пријава, од кои ОИК ги одобри 158, значи тие 108 пријави, 158 пријави се уште важат и имаме нови дополнителни 17 пријави кои што ќе ги разгледуваме после крајниот рок за пријавување на болни и немокни лица, а крајниот рок за пријавување на болни и немокни лица за вториот круг председателски избори и за парламентарните избори е 30 април до полноќ. Старите изнемоштени лица може да се пријават со целосна документација во просториите на ОИК Штип, кои се наоѓаат во општинската зграда, а може да се пријават и на службениот мејл на ОИК. Болните и изнемоштени лица може да се пријават со целокупната документација во просториите на Општинската изборна комисија или доколку тоа може да го остварат своето право на службениот мејл на ОИК Штип, а тоа е stip@maj.mk. Во меѓувреме викендов се очекува да пристигне доверливиот материјал, кој согласно законот треба да пристигне 72 часа пред одржувањето на изборите. Доверливиот материјал се очекува да пристигне, значи согласно закон 72 часа пред денот на одржување на изборите, значи негде сабота, недела, оваа недела го очекуваме пристигнувањето на доверливиот материјал. Председателските и парламентарни избори ќе се одржат на 8 мај, а болните изнемоштени лица како и затворениците гласаат ден претходно, односно на 7 мај.